Ке почне ли конечно со решавање на најгорливите проблеми во Дојран? Општината објави дека од почетокот на годината ќе распишат тендери најпрво за надградба на колекторскиот систем, а потоа и за изградба на нова пречистителна станица. Градоначалникот Тангов вели дека одобрувањето на нови 65 милиони денари од владата ќе им помогне да се реализираат двата проекта што треба да го спречат загадувањето на езерото. Се надеваме дека март месец ќе започнат градежните активности. Тоа е една динамика која што ни е зацртена и мислиме дека е изводливо да колекторскиот систем биде среден веќе до почетокот на летната сезона, а изградбата на пречистителната станица мислам дека би била завршена кон почетокот на 2024 година. Опасноста од загадување на езерото со фекалии од отпадните води е една од главните закани по квалитетот на водата во Дојран, проблем што го нотираа различни експерти при истражувањето на водата. Меѓутоа, добро е да се следи квалитетот и надвор од сезоната за капење. Зошто? Затоа што тогаш може пречистителна станица да нема струја или да не работи, па тогаш водата да ни биде многу загадена. А ние тогаш не ја испитуваме. И затоа општината треба да направи напор, како што се случува во Велес. Колекторскиот систем и пречистителната станица во Дојран се веќе застарени и не можат да одговорат на потребите на проширениот град кој е препун за време на летната сезона.